Јас сум Вилдан Дрплјанин, имам 25 години, завршив правен факултет во Македонија, магистрирав првенствено на меѓународно јавно право на факултетот Утрехт во Холандија, на Универзитетот Утрехт, на факултетот по правни науки. Откако се вратив, магистрирав во областа на правото на интелектуална сопственост во Македонија, работам во Хелсиншки комитет за човекови права. Човековите права мислам дека се област во која што секогаш може да се работи и кога се изгледа навидум совршено, секогаш има нешто што може да се унапреди, што може да се подобри, да се гарантира заштитата за секој човек. Во Македонија мислам дека има различни периоди низ развитокот на историјата. Во најголем дел од историјата лоша е состојбата со човековите права и во најголем дел од времето им се гарантирани само на оние што може да си ги дозволат, најчесто финансиски, а потоа и сите други ресурси кои што се потребни за да се остварат правата во Македонија. Мислам дека во моментов тоа што е сменето е дека има изградена некаква свест што се тоа човековите права и дека има некоја црвена линија под која не прифаќаат ниту граѓаните, ниту најзасегнатите, дека не прифаќаат одредени повреди на човековите права и веднаш се, кога има индиции дека се прекршуваат човековите права, веднаш се разговара за тоа и се актуализира проблематиката. И најчесто мислам дека за грубите повреди на човековите права е доста силно изразена свеста, додека за одредени други сфери, посебно како цел корпус на права, како работнички права, е малку потешко да се дискутира, бидејќи тоа обично вклучува повеќе димензии и малку е потешко тоа да се презентира нели во јавниот дискурс. Јас сум конкретно од генерација која што растеше со недоверба кон институциите. Нашата првиот инстинкт е дека институциите не се обидуваат да не заштитат или да ни помогнат, туку едноставно да не втурнат во некој лавиринт во кој што или нема да се замараат со нас, или барем нема да има проблеми кои што ќе произлезат од тоа што ние го правиме. Со протестите и со нели борбата за промена и нормален функционален систем во Македонија, мислам дека малку почна и да се менува перцепцијата што кои се всушност институциите, дека ние сме тие што ги сочинуваат институциите, дека ние сме всушност општеството. Проблемот во моментов е дека се уште мислам дека институциите не уживаат доверба, ниту кај младите, ниту генерално во Македонија, дополнително што кај младите е многу изразен проблемот на дефетизам, каде што многу ретко да разговараме како да решиме одредени проблеми, веќе навистина е тешко да се решат проблеми во одредени области и многу почесто одговорот е ќе си заминам од тука и така ќе си ги решам барем личните проблеми. Не можам да размислувам на колективот во моментот. Јас искрено би сакал да останам, поради тоа што мислам дека е добро во одреден период од животот да се оцелиме, да стекнеме искуство во странство, да се надоградиме во одредено поле во кое што се уште се ограничени можностите во Македонија, но мислам дека евентуално би требале да ја гледаме иднината тука, поради тоа што самиот тој мајндсет кога работиме на нешто што ќе останеме тука и сакаме да излезе нешто добро, многу работи уште во старт, многу подобра стартна позиција, бидејќи работиме на нешто што знаеме дека е во место во кое што ќе живееме, во нашата околина, во нашиот град, во нашата држава. И со тоа гледаме да направиме нешто што ќе биде функционално и за нас и нели луѓето што планираат потомства и слично и за децата кои што понатаму ќе растат во градот, во државата. Мислам дека најголем дел од луѓето, најголем дел од младите очигледно е дека сакаат да си заминат и дека малку е непопуларно да се тврди дека сакаш да останеш, бидејќи најчесто тоа се прави со некои квази патриотски изјави и слично, но чисто мене најпросто ме фаќа инет поради тоа што знам многу луѓе кои што секојдневно одлично си ја вршат работата и многу даваат, а добиваат многу малку за возврат поради тоа што корумпираноста на општеството во моментов ги наградува најлошите, а не најдобрите. Тоа што сакам да го видам, едноставно не ми дава инаетот да дозволам лошите да победат. Сакам да останам во општество каде што тие што навистина заслужуваат и ќе бидат наградувани. Мислам дека најгорлива тема е корупцијата, дека треба да се сече во корен каде и да ја сретнеме, без разлика дали е тоа во домот, во улицата на која што живееме, во зградата, во советот во кој што се договараме, во градот, во најмали инстанции, секаде каде што ќе видиме корупција, ние лично првенствено треба да се заложиме да ги кратиме,
корењето на корупцијата, а понатаму и на ниво на град, на ниво на држава, бидејќи само така можеме ние да стекнеме некаква си доверба во институциите, а понатаму и сите други системи. Мислам дека доколку не се искорени корупцијата, дека сите овие други процеси остануваат невозможни.